Случајот се екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, неговото бегство и повторното појавување во јавноста, уште еднаш ги извади на површина болните рани особено на македонскиот правосуден систем, велат експерти за Гласот на Америка. Професорот Јове Кекеновски вели дека овој и многу претходни случаи ја покажуваат неподготвеноста на нашето судство. Според него, наместо да се игра со системот, Мијалков досега требал да одлежи половина од оваа казна. Односно некоординираноста помеѓу институциите на системот, пред се помеѓу судството, обвинителството и Министерството за внатрешни работи, и затоа ни се случува на такви работи и ни се случи една ваква трагикомедија. Ова од една страна укажува на гнилоста, на порозноста на системот, од друга страна укажува на пипците на луѓето кои што долго време биле во власта, дека се пуштени длабоко во судството, во обвинителството, па и во полицијата. Адвокатот Звонко Давидовиќ вели дека со ова се докажува колку системот на делување и работење на институциите е порозан и неадекватен. Според него причините за тоа се длабоки. Имаме еден правосуден систем кој што не може да одговори на денешните потреби и кој што длабоко во себе е исполитизиран. Зошто го велам ова? Ако во определени случаи каде што не е политичка фигура, јавен функционер од висок ранг во прашање, обвинителството задолжително оди со притвор и го добива, додека во ваквите високопрофилни предмети кокетира со обвинетите. Но што по пресудата од 12 години затвор, која Мијалков ја доби за случајот Таргет тврдина, и Кекеновски и Давидовиќ велат дека ништо не треба да изненади. Би бил уште поразочаран доколку се случи да после 60 дена притвор не му биде продолжен притворот, тоа е една работа. Второ, доколку во меѓувреме апелација се обиде, односно изнајде под наводници така наречени олеснителни околности, па евентуално ја намали казната или пак евентуално го врати на повторно судење. Тоа би било уште една поголема трагедија и тогаш за мене треба веднаш подитно да одговараат тие кои што ќе направат вакво дејство. Апелациониот суд има законска можност и законско право да ја намали казната и да ја преиночи пресудата, да ја зголеми казната или да ја укине и да ја врати на повторно решавање. Но ниту една реформа која беше најавена на судството не се спроведе, за да ни даде можност да имаме доверба во истото и начинот на кој работи. Предметот до сега покажа праксата дека за многу предмети апелациониот суд на вистина долго решаваше. Професорот Кекеновски уште смета дека сите оние кои биле нелегално прислушувани треба да побараат надомесна штета од Мијалков. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.